Та никој не ме сака. Мршу! Поздрав милиои, јас сум Никикс, добро сте во ново видео. Денеска, луѓе, снимаме видео по повод на 2 години од овој канал. Прво поздрав до овој човек да го следеше, ти да си поздравен, само да го коментирај со хештег NikixFam, некакав милија во Охрид, ај пошироко. Луѓе, денеска правиме видео по повод од 2 години на овој канал. Ова видео касни, значи со векој, ама на мајно. Така да, луѓе, све ќе кажам што сум поминал, како сум поминал, какви проблеми сум имал, например, со компјутер, едно друго, какви јутубери не ќе да слушнат за мене како прво, а после да сме снимале и видео и така натака, за пцуење и што и како јас правам, например, пред камера, затоа што на многу не му е јасно тоа што јас ден денес како правам. 2 години поминаја вак, значи ни 2 ни 3, само поминаја. И тоа е тоа. Но сега ги нема тие 2 години, ама најбитното е што остваривме NikixFam и во други градови. Сега почнавте ми пишите во коментари као најаки сме во Скопје, најаки сме во Прилеп, а она нашено. Сега она буквално да те знаете и од други градови, тоа не е мала работа буквално. Така да, препреки, срамење и така натака е првата тема за овој клип. Кога почнав со видео снимање, например, уште од самиот почеток, уште од првата година, од самиот почеток на овој канал, бев во типот на јас ќе имам многу малце субој, нема шанси да успеам до некој многу поголемо ниво од 100 субој и така натака. Ама после 2 години се оствари ова бројка. Опа! Значи, боже! И буквално се оствари нешто што не замислував, брат, знаеш, не брат, туку и сестри имаме овде, имаме и жени и све што ќе ми се понатака. Океј, ама не размислував буквално никој пат као во типот на брат, јас ќе успеам до 1000 субој и над тоа. Јас мислев ќе сум 200 субој максимум буквално за тие 2 години. Но времето ќе покажа своето колку уствари само со еден телефон можеш да успееш да стигнеш до 1300 субој. И ден денеска растиме, значи да откинвиме. Океј, после некој време на 600-700 субој дознаја другари или пријатели од брат ми, каде што снимам на YouTube и бев во типот на брат, сам да ги избришам видеава, затоа што ми е срам, едноставно и тебе може да те заебават затоа што снимам јас. Пак времето ќе покажа своето и брат ми даде тука скроз, значи толку поддршка не сум добил од никој, буквално од никој. Тој во тој момент ми рече, не, остај ги, шема ти се смеет буквално, и јас бев во типот на, океј, ајде ќе ги остам. Со тек на време, другари од школа дознаваја дека снимам, и буквално ми паѓаше срам на тоа кога ќе зборуваме за YouTube, сееш. Ми паѓаше сериозно срам, затоа што за човек со мали субој, ќе те заебават, свегаш ти си кринџара, ти си многу лош, ти си ваков, ти си таков. Но ден денеска, кога дознаја тие другари од школа, некој од нив ми рекоа, браво, знаеш, она, ми е кеф шо буквално снимаш некој од кај нас да има таков. Океј то. Друго, не треба да се срамите доколку вие тоа работите, речам, затоа што не мора да е снимање видеа, туку се може да би работење, например, преку лето. Што знам јас, имат многу работи буквално што сакаш да ги правиш во слободно време. Така, например, сега на некој ич не го биват во фудбал, ама со тек на време ти тренираш и спаѓаш во тие топ класа, ме сваѓаш. И то не треба ти да речеш као не можам да успеам. Не можам да успеам, ќе успеам и има да успеам. Знаеш, тоа е целава работа. Тоа го докажвит дека со еден телефон буквално јас достигнав 1300 субој. Вие со една топка и секој ден напори, труд и тренирање по 1 сат ќе го постигнете истото како што сум го достигнал јас. Сега не е 1300 субој као вау, некоја бројка едно друго. Мршу. Така да, не е некоја вау бројка, ама значи, буквално знаеш да те знаат луѓе под тоа име, каде што ти си подпишан и на некои родители нема е јасно ова што се работи и како се работи, ама добро, ќе се свати ден дека ова не е се глупост или можда е глупост. Ќе да знаеме сите, пцуење и такви работи на овој канал. Вака, јас уште од мал сум научен да пцујам. Не е то префрлено од родители и така натака, туку е то префрлено од друштво.
а друштвото, да речам, ми беше она, знаеш, после школа, оди да играш фудбал, а ти со тој фудбал нервирај се, губи и пцуј буквално. Ама, јас на овој YouTube канал не пцуам толку заради тоа што едноставно, да речам на некој начин, ме гледат мали деца, родители, блиски роднини мои и така натака, сеќаш, другарчине едно друго. То ми се нели блиски. Океј, што беше тука целата работа? Не пцуам заради тоа што мали деца не ќе да се научат на тоа да пцует, затоа што пцуење е многу, значи претерано лоша работа, ама добро, јас не промовирам да се пие алкохол, такви работи, ниту пак промовирам да се пуши цигари, такви работи и се тоа. Од тоа значи да се тргате настрана, а после тоа пцуење. Пцуење е многу лошо, ама сепак пубаво да пцуеш него, да пиеш, да пушиш цигари и така натака. Друго, родители кога ќе ме гледат и каде што сегаш ќе ги тргат децава, мене не ме гледат заради тоа што јас сум пцуел во видеа. И тоа ми е многу лошо, зашто да не ме гледат децава заради едно пцуење. Јас на тие пцуење, например, тие работи кај што викам наместо некој пцуење, јас ќе речем мрш едно друго, ама не е битно, сеќаш. Но на тоа пцуење да ставам некоја цензура или пак цензура, доколку не знаете, значи, например, како да покриете едната страна на пцуење, да покриете и тоа да дојде бип, сеќаш. И тоа е тоа, го немат веќе тоа пцуење и може секој родител да ме гледат, не само родител и други деца. Буквално трета работа зашо не пцујам и не ќе да пцујам во видеа е заради тоа што некој пат ми гледат мајка ми, татко ми, брат, еден друг ми гледат, значи буквално видеава, јас кога ќе речам, значи мене ми иде едноставно срам и кринџам. Значи јас сам си кринџам тоа што ќе речам тоа пред други луѓе. Така, тоа било тоа. Јас не знам дека ви објаснав за овие 2 години што и како направивме, докажавме дека сме најаки, можда 9 дена каснам, ама мрш. А ние се гледаме на тоа видео и продолжиме понатака, нема значи запирање. Рапапа, па и